Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. Ги поздравувам и сите они што не гледаат преку интернет, во било која земја и да се. Ќе отвориме сега заедно во книгата на Судиите, 10 глава од книгата на Судиите, каде што ќе продолжиме со нашето проучување за хероите на верата. Да, 10 глава. После смртта на Гедеон, неговиот син Авимелех бил судија во Израел, но тој не се споменува во посланието до евреите. И ние ќе продолжиме со Ефтај. Апостол Павле прво го споменува Самсон, па потоа Ефтај, како што прво го спомена Гедеона, па после Девора и Варак. Па јас во септември, уште пред Света вечера, прво почнав да зборувам за Гедеона, заради тој редослед од посланието до евреите, но тоа малце ми направи проблем, па после Света вечера морав да се враќам на Девора и Варак, па после повторно кај Гедеона. Затоа сега ќе го следам хронолошкиот редослед од книгата на Судиите. Значи, апостол Павле во посланието прво го споменува Самсон, па потоа Ефтај, но ја нема да почнам да зборувам за Самсон, туку ќе одам по хронолошкиот редослед од книгата на Судиите, значи ќе читаме за Ефтај. Но пред Ефтај треба да прочитаме што се случило во Израел во меѓувреме. Значи, Суди 10 глава, ќе почнеме да читаме од 6 стих. Дури и по смртта на Авимелех имаше уште двајца суди, Тола и Јаир, за кој што зборува почетокот на 10 глава, а потоа од 6 стих читаме вака. А Израеловите синови пак почнаа да прават зло пред Господа. И им служеа на разни Ваали и Астарти, на боговите арамејски, на боговите сидонски, на боговите моавски, на боговите на синовите Амонови, значи амонски, и на боговите филистејски. Замислете. А Господа го оставија и не му служеа. Како е ова можно? Може да речеме дека ова е можно затоа што секогаш кога ќе стаса нова генерација, што прави таа новата генерација која ќе порасне? Значи, времето на Гедеон било времето на нивите татковци, дедовци. И сега доаѓа нова генерација и што се случува? Забораваат на Господа. Ја понекогаш кога ги читам овие работи, видите, никој не бил пропуштен. Уште олимписките богови што не беа споменати, но тие беа доволно далеко во Македонија. Боговите арамејски, боговите сидонски, боговите моавски, боговите од синовите Амонови и боговите филистејски дори. Што ни кажува ова? На што ви личи ова? Значи, кои биле овие народи? Каде биле овие народи? Во околината на Израел.
Значи, не може да се споменуваат боговите на европски народи, ниту боговите на грците, римјаните, словените, келтите, бидејќи тие не се во близина на Израел. Што ви кажува тоа? Од каде све имаме искушенија во животот? У нашата околина. Нашата околина. Она што го гледаме, она што го слушаме, ги гледаме другите луѓе, гледаме што прават, како живеат тие, како се однесуваат. И тука се раѓаат, во нашите души се раѓаат според склонностите на грешната природа, се раѓаат симпатии и желби и ние да го одразуваме тоа што го прават паганите. Кога ги читав ја овие зборови, ми се наметна мислата, значи, кога ги споменува сите овие богови, Прво се поставувам прашање, зашто ова толку често го гледаме во Стариот Завет? Зашто толку често го оставија Господа, пак почнеа да прават зло, пак почнеа да им служат на паганските богови? Зашто толку често постои ова? Ни се наметнува заклучок, бидејќи таква е грешната човечкова природа. Меѓутоа, сега да ви поставам едно прашање. Кој денес, дали луѓето има, дали чувствувате искушение да им служите на други богови? Зашто го поставив ова прашање? Значи, што имаме ние денес во нашето, дали гледаме во околината кипови на Астарти, на Вали, дали нешто одватре ве тера тоа да го правите? Дури еднаш, за да побие некои суеверни сваќања, еднаш дури Милош Богдановиќ во една од своите книги постави прашање, кој од вас чувствува силно искушение, некоја силна страст да фарба црвени јајца пред Великден? Дали тоа е искушение? Не. Дали некој од вас чувствува искушение да се кланя на кипови, на слики? Дали денес чувствувате такво искушение? Дали чувствувате желба да поидете во православна црква, да бакнете икона, да запалите свеќе? Дали чувствувате таква желба, некој внатрешен, како да речем, поттик, порив? Не. Епа, што се нашите искушенија? Значи, што се денес боговите кои што не искушуваат? Друго? Тоа е Мамон. Видите колку многу имало тука, видите колку многу богови се споменати на сите околни народи. Може да се надоврза малку и на оно што го кажав минатата сабота. Секој оној може да биде спортски идол, може да биде омилен пејач, група, може да биде што друго? Политичар, водач. Ќерка му на Халев била убава, пожелувана, за да биде награда, понудена како награда. Значи, дали разбирате што е поентата? Сега, понекогаш може би нас ни е тешко да разбереме како во тоа време за Божиот народ ова било искушение. Боговите амонски, сидонски, моавски и така натаму. Што било толку привлечно на овие кипови да им служиш?
а да го оставиш и да го заборавиш живиот Бог, кој што не еднаш толку многу пати ги ослободувал твоите предци од секакви робства, од секакви проблеми, од секакви неволи. 7 стих. И се разгори гневот на Господ против Израел, и тој ги предаде во рацете на Амоновите синови. Амонците. Кои се овие денес? Знаете? Амон. Тие се попотекло. Точно. Да, тоа е Хашемитското кралство Јордан. Главен град на Јордан тоа е име Аман, потекнува од Амонците, од Амон. И Моавците и Амонците се територијата на денешен Јордан, источно од реката Јордан, значи источниот брег. Ако се сеќавате на картата што брат Борче ја покажуваше, територијата на племето Гад, источно од Јордан, и источниот дел на Манасија нагоре, према Рамот Галатски, Галат, тоа било, денес Израел не е до таму, значи само до реката Јордан, на исток е државата Јордан. Па дури едно време и западниот брег, сега што е Јудеја и Самарија, што ги сметаат за спорна територија, палестинска територија, се од западната страна и затоа се нарекува западниот брег. Колку години робувале на Амонците? 8 стих. Отогаш тие ги угнетуваа и ги мача Израеловите синови 18 години поред. Сите Израелови синови од онаа страна на Јордан во Аморејската земја, која е во Галаат. На што ја подсетува Галаат? Ве подсетува на нешто? Ве асоцира на нешто? Најпосле Амонците го преминаа Јордан, за да војуваат против Јуда и Венијамин и против домот Ефремов. Сеќавате сега каде беа овие племиња на картата, така? Тоа зашто заборавивте? Не ви остана во главата? Што рече сестра Ивана во библиската полука? А се сеќавате што кажете? Памтете го тоа. Памтете го, тоа е многу охрабрувачка мисла. Значи ги гледате сега, така? Значи, уште еднаш ќе го прочитам 9 стих. Најпосле Амонците го преминаа Јордан, за да војуваат против Јуда и Венијамин и против домот Ефремов. Еве, тука на средината на Израел. И синовите Израелови беа на големи маки. Мака голема. Од каде потекнуваат маките? Ако сакаме да дадеме резиме на целата израелска историја, старозаветна, од каде потекнуваат сите нивни маки, што е коренот, проблемот на идолопоклонството. Идолопоклонство, идолопоклонство, идолопоклонство. Чудо нешто. Денес постои идолопоклонство? Иако не кипови на Ваали, Астарти, да не ги споменам другите гадови, немаме таква форма на идолопоклонство, но имаме и текако има денес идолопоклонство. Размислете секој за себе, бејќи не ми е желба да осудувам. Што денес е идолопоклонство? Дали денес постои некој или нешто во мојот живот,
што ми е побитно од Христа? Постои? Ако си дадеме одговор искрено на ово прашање, на што посветувам најмногу време, што во животот, што највеќе... Јас не сакав сега да споменувам. Секој нека си размисли за себе. Не мора да е мобилен, може да е лаптоп, може да е лаптоп, може да е... И зависи што гледаме таму, се разбира. YouTube може да биде. И не мора да биде електронски уред, може нешто друго, трето. Се сеќавам на еден кој што целата Facebook страница му беше со автомобили, Lamborghini, со оваков модел, онаков модел. Што ви кажува тоа? Некој друг со мускули, така. Ја никого не осудувам. Меѓутоа, тоа покажува што е она што не влече, му придаваме важност и прашањето е дали е тоа било што, дали е тоа поважно од Господа, дали тоа ми е поважно од Господа. Тоа е прашањето што треба искрено да си го одговориме. 10 стих. Значи, Израеловите синови се најдоа на големи маки и што направија, како и секој што правија, како и нивните татковци и дедовци. Па повика синовите Израелови кон Господа. Кого повика? Кого побара? Кој да ме спасува? Бранко Црвенковски? Никола Груевски? Кого повика? Кон Господа и рекла, сгрешишме пред Тебе, зашто го оставивме нашиот Бог и им служевме на вааловци. Им служевме на демоните. Каков одговор добија овој пат? И Господ им рече на Израеловите синови, не ве угнетуваа ли египјаните и аморејците, амонците и филистејците, сидонците, амаликијците и маонците, кога повикавте кон мене, не ве спасив ли од рацете нивни, или не ве спасував ли од рацете нивни? Значи ги подсетува на сите минати случаи, кога се повторувала ова иста песна. А вие ме оставивте и почневте да им служите на други богови, затоа нема повеќе да ве спасувам. Замислите какви збори. Што мислите, како се одвивала оваа комуникација? Значи, синовите Израелови викаа кон Господа, пека, а како Господ им одговара со овакви зборови? Како се одвивала оваа комуникација? Често пати не ни се кажува. Како се одвивала оваа комуникација? Преку некој човек, преку некој пророк, што Господа ќе го избрал за таа специјална прилика. Не можело поинаку, не можело, преку интернет не можело. Како звучеле, што мислите овие зборови за оваа генерација? Дали сакате да ги слушате овие зборови? Затоа повеќе нема да те спасува. Дали би сакале да ги слушате овие зборови? Што сакал, каков ефект сакал да постигне Господ со вакви зборови? Дори им вели, одете, повикајте ги боговите што сте ги избрале. Тие нека ве спасат во ова за вас тешко време. Тие ги избравте, нив им се кланевте, нив им служевте, еве, викајте тие да ве спасуваат, што викате кон мене после. И луѓето што денес викаат против Бога,
Каде е Бог? Зошто ми се случи ова? Зошто се случува она? Зошто ваква неволја? Зошто накви неволи? Зошто... Каде е Бог? Што покажуват луѓето со сето тоа? Му служеле тие луѓе на Бога, на вистинскиот Бог, за него после да го повикуваат на одговорност? Луѓето им служат на други богови, а кога им се случи неволја или било што непријатно, тогаш кој е крив? Тогаш е вистинскиот Бог крив. А му служахме на вистинскиот Бог пред да се случи неволјата? Не. Му служи денешно човештво, му служи на вистинскиот Бог? Не. Тие нека ве спасат во ова за вас тешко време. Навистина страшни зборови. Звучеле како конечна пресуда, како крај на милоста, како проклество, како вечно проклество, како вечна осуда, како нешто што ќе го доживеат сите загубени на крајот од Божиот суд. Тогаш синовите Израелови му рекоа на Господа: сгрешивме, прави со нас се што ти е мило, само спаси не сега. Видите, интересно. Каков интересен одговор. Со други зборови, ако треба, само сега спаси не, а после ако треба ќотек, ако треба рибање, што год после, ама само од ова спаси не. Што покажува ова? Ова е особина на грешната човечка природа. Имено, се што сакам, се што се грижам е како да се спасам од сегашниот проблем. И за да постигнем таа цел, може и да ветувам било што во иднина, само да се спасам од сегашниот проблем, а после ќе видиме, за понатаму ќе видиме. И ја така го разбирам и овој одговор, изгледа во услови на голем очај и разочарување, сепак измислиле нешто што да кажат во таа прилика. Но 16 стих вели: и ги отфрлија од себе тугите богови и почнаа да му служат на Господ. И не ги истрпе душата негова страдањата Израелови. Колку е милостив Господ. Значи, прва работа што направиле е да, кога се решава некој проблем, се решава причината. Која е причината за проблемот? Ги оставиле лажните богови, почнаа да му служат на Господ, иако се уште во робство. Значи, прво ја направиле таа реформа, и ако повторно рабуваат, не добиле ветување дека ќе бидат ослободени, напротив добиле шлаканица, дека нема да бидат ослободени, но сепак решиле да му служат, затоа што тоа било исправно и можеле само да се надеваат, но немале никаква гаранција. И ова е за нас една лекција, дека и тогаш кога се изгледа црно, и кога немаме никаква гаранција, никакво ветување, никаков глас од Господа, никаква надеж, да не се откажеме, да го правиме она што е исправно без оглед на околностите. Андреј се израдува на ова. Да го правиме тоа што е исправно без оглед на околностите, колку и да се црни, тешки, и да нема било каков изглед за избавување. 17 стих: Амонците пак се собра и се сместија, бидејќи овие решија да го освојуваат целиот Израел, нели? Поставија логор во Галаад, исто така се собра и Израеловите синови и поставија логор во Мицпа, или Миспа, во други преводи. Народот и началниците галаадски си рекоа еден на друг: кој ќе почне војна против амонците, тој нека биде началник на сите галаадски жители.
Што ни покажува ова? Видите, при вакви услови, значи, сега се барало маш, не се барало коркач. Се барало халев, се барало Исус, се барало Давид, да. Не се барало Заев. Зајак, да речем, не се барало. Кој е сега тој што ќе почне војна? Еве, се собравме, овие се собраа. Кој е тој што ќе почне? И кој почнал? Почетокот на 11 глава ни вели, а Ефтај беше од Галаат, човек храбар. И видите што се кажува за него. Тој беше син на една блудница. Видите колку лошо педигре. Видите, кога Библијата споменува блудница, секогаш мисли на проститутка. Значи, Рава, оние блудниците во Христово време. Тоа биле професионални проститутки. И ова било, сакате да имате вакво педигре. Видите колку лошо. Колку лошо нешто. Замислите ова дете, кога бил дете, какви работи морал да слуша од своите другарчиња. Ајбе, мајка ти, да не збориме се. Абе, син на блудница, абе, ово. Може си замислите, ни што се морал да помине Ефтај само заради ова нешто. Тој беше син на една блудница со која Галаат го роди Ефтај, бидејќи татко му се викал Галаат. Но жената на Галаат му роди синови. Законската жена на Галаат му роди синови. Кога пораснаа синовите од жената, значи кога пораснаа незините синови, таа го истера Ефтај, велејќи му што? Ти не си наследник на домот на нашиот татко, зашто си син на друга жена. И Ефтај избега од браќата своји во земјата Тов. Кај Ефтај се собраа тогаш безделници и одеа со него. Што ви кажува ова? Значи, Ефтај фатил крив пат. Сигурно со многу фрустрации, уште од рана младост, со многу разочарување. Значи, кај како дете морал да трпи разни прекори, разни закачки, разни коментари лоши во врска со мајка му. Кога веќе потпорасна и тој и браќата негови бил избркан од макејата, за да не биде наследник на имотот или да нема дел од него. И се фатил со лошо друштво и едноставно забегал, како што би рекле, во младоста забегал со лошо друштво. Но, кога дошло сега ова време за војната со амонците, 6 стих, односно 4, застанавме кај 4, по известно време амонците влегува во војна против Израел, значи не враќа сега на последните стихови од 10 глава. Во времето на војната на амонците против Израел, отидоа галатските старешини да го доведат Ефтај од земјата Тов. И му рекоа на Ефтај, дојди, стани ни војвода и ќе војуваме против амонците. Што ви кажува ова? Меѓу редови, што разбираме кога читаме вакви работи? Значи, Ефтај станал водач на оваа банда безделници. Што прават безделници? За да живеат, што прават безделници? Крадат,
плячкаат, ограбуваат и така натаму. Значи биле банда. Сега, кога народоначалниците галатски си рекоа меѓу себе на крајот од 10 глава кој ќе почне војна против амонците, па тој да ни биде началник, значи во овој случај не понудиле жена, не понудиле не понудиле керка, не понудиле ништо друго, туку понудиле власт. Кој е тој маж, кој е тој храбар човек што ќе ја почне војната, па тој нека ни биде началник, да, глава после тоа. И што ни кажува сега ова што го прочитавме во првите 6 стиха од 11 глава? Дека на овој повик, на овој апел на галатските старешини не се нашол ниту еден маж. Никој не се ја. Ова сега ме подсетува на Давид и Голијат. Ако се сеќавате, Давид како младо момче, затоа имав 4 проповеди пред 6 години, Давид како младо момче доаѓа, он е се уште малолетен, како ја на времето за ЈНА, малолетен бев се уште, не ме стигна. Он е малолетен за регрутација, но татко му го испраќа само за да им однесе храна на постарите браќа кои што се веќе мобилизирани во војската на Саул. Давид доаѓа, го гледа Голијат джинот како го исмејува и го вреѓа целиот Израел и дури израелскиот Бог. И од Саула, од цар до говедар, во целата израелска војска не се наоѓа еден маж што би одговорил на предизвикот на Голијата да излезе на Мегдан со него. Зошто? Затоа што Голијат е джин. Па добро де, жителите ханански се джинови, кралот Ог е джин. Но да, треба како Халев и Исус Навин, требало да имаат джиновска вера. Но Исус вели дека не мора да биде джиновска таа вера. Може да биде и мала како синапово зрно, само да ја имаш е работата. Треба да имаш вера. Дека Господ е поголем од сите джинови заедно. Кои и да се тие. Какви и да се тие. Значи, бидејќи не се нашол ниту еден маж, видите колку голем недостиг на вера. И покрај, веќе, Давид и Голијат се уште иднина за нив, па дури и Самсон, но сепак имале доволно историја пред нив, и ово што го проучувавме денес во поуката, за да црпат вера од своите предци, од својата историја. Но ете, не се најде ниту еден маж да завојува против амонците. И затоа го викна архибандитот Ефтај. Бидејќи ако не се нашол, меѓу честните луѓе не се нашол маж, меѓу бандитите ќе се најде маж, што ќе сака да војува. И му рекоа на Ефтаја 6 стих, дојди, стани ни војвода и ќе војуваме против амонците. Еве, комитски војвода баш. Комитски војвода сега му нудат и официјална политичка власт. Седмиот стих. Ефтај им рече тогаш на галатските старешини. Видете што им вели он. Нели ме намразивте и ме истеревте од домот на татко ми? Зошто дојдовте сега кај мене кога сте во неволја? Каде го прочитавме ова? Слично. Господ што им кажал пред тоа, на израелците. Ме оставивте мене, почнете им служите на други богови, тие нека ве спасуваат. Што викате кај мене? Што викате по мене? Ефтај го одговора истото.
Мене ми не правивте такво и такво зло, ме избркавте дури, ме намразивте. Сега од мене барате помош. Ова кажа колку ниско паднале израелците. Зошто паднале толку ниско? Од немање вера. Морале од најблискиот ајдук и комита да побараат помош. Затоа што самите немале вера. Не се најде еден маж помеѓу нив. Галатските старешини му одговорија на Ефтај: затоа дојдовме кај тебе сега, за да дојдеш со нас и да војуваш против амонците и да бидеш кај нас кнез на сите жители галаатски. А Ефтај им одговори на галаатските старешини: ако ме вратите за да се борам против амонците и Господ ми ги предаде, ќе станам ли кај вас кнез? Повторно бара потврда, да. Со други зборови, тоа што му го ветиле било премногу добро, звучало премногу добро за да биде вистинито. Сте имале таква ситуација? Дали нешто звучи премногу добро за да биде вистинито? Галатските старешини му рекоа на Ефтај, значи му потврдуваат: Господ нека биде сведок меѓу нас дека ќе постапиме според зборот твој. Значи ова веќе е рамно на заклетва. Ова било заклетва со Божието име. Му се заколна дека тој ќе им биде кнез, началник, водач после тоа. Потоа Ефтај отиде со галатските старешини и народот го постави за свој поглавар и војвода. И Ефтај ги искажа сите своји зборови пред Господ, што ги беше рекол во Мицпа. Кои се тие зборови? Што се тие зборови? Застанавме пред 12 стих, кога Ефтај треба да им се обрати сега на амонците. Што им кажал на амонците? стих. И Ефтај испрати тогаш гласници кај амонскиот цар да каже: што бараш од мене да си дошол кај мене да војуваш во земјата моја? Што бараш, со други зборови, од оваа страна на Јордан? Галатците веќе биле под амонско робство од источната страна на Јордан. Но амонците сакале да го завладеат целиот Израел, значи да војуваат и со племињата западно од Јордан. А амонскиот цар им рече на Ефтаиевите гласници: видите, сега ова е нешто многу интересно, ова нешто може да се слушне и денес. Кога Израел дојде од Египет и ја зазеде мојата земја, од Арнон до Јавок и Јордан. Ги гледате овие места? Реката Јавок, ја гледате реката Јавок? Јордан го знаете. Видите, Израел е секогаш виновен според човечка логика и ден денес. Зошто? Затоа што оваа земја за која што тој и ден денес се тепа,
веќе припаѓала на други народи. Со кое право вие доаѓате да ја освојувате? Со кое право? Што може да биде единствениот одговор што Израел може да го даде како оправдание? Затоа што Господ ни ја дава оваа земја. Значи, само Господ. Ама ако си без Господ, значи го немаш тоа оправдание. Денес го има Израел тоа оправдание. Денес множи не велат, ама Господ ни ја даде. Како Господ? Господ ви ја даде, да. Но до ден денес се немаат покајано за одлуката пред 2000 години, дека се откажа не од Исуса, се откажа од нивниот Господ воопшто, кога рекоа немаме друг цар, освен Цезарот. Се откажа од Господа, од својата религија. Ако го немаш Господ, Господ е единствениот аргумент за да ја имаш оваа земја. Кога го отфрлаш, го распнуваш Господа, самиот го губиш тој аргумент, го губиш тоа право. И целиот свет, како што и денес случај, ќе биде против Израел. Бидејќи според човечката логика немаш право на оваа земја. Сатаната го вели истото. Дали ние имаме право на новиот Ерусалим? Дали ние имаме право на новата земја? Дали јас и вие имаме право на новата земја? Што вели Сатаната? Не. Зошто не? Затоа што ние толку и толку многу пати сме му грешале на Господа, го оставивме Господа. Никој од нас не бил свет, не бил праведен, не бил безгрешен, за да има вечен живот. Плата за гревот е смрт. Дали е во право ѓаволот, кога тоа го кажува? Гледате, во иста ситуација се наоѓаме. Ние денес не војуваме за оваа земја. Ние христијаните. Но нашата татковина е каде според апостол Павле? Небесниот Ерусалим, небесниот Ханаан. Дали имаме природно право за небесниот Ханаан? Не. Значи, тука ќе направиме пауза пред да подложиме следната сабота. Ова беше битно да го разбереме. Ниту Ефтај, како што Амонскиот цар му дал одговор сличен на она што би рекли денес Обединетите нации. Немаш право на оваа, човечки немаш право на оваа земја. И ѓаволот вели, ние, верниците, немаме право на вечен живот. Немаме право на новиот Ерусалим. Немаме право на новата земја. Зошто? Бидејќи сме грешници, бидејќи сме непослушни на Господа и плата за гревот е смрт. Како право немаме. Според право и заслуга не можеме. Според наше право и заслуга. А како единствено можеме да ја наследиме таа земја? Нека му е фала и слава на Господа, ќе продолжиме следната сабота, ако е негова волја и ако даде живот и здравие.